Шеќерна приказна од Славко Јаневски. Чуден настан во градот Негобило. Пред 100 или уште толку и повеќе години во градот Негобило живеел, а можеби и не живеел, слаткарот Марко. Него го почитувале сите луѓе, поради тоа што можел од шеќер, млеко и чоколада да направи што сака. Неговиот дуќан бил полн со петленца од црвен шеќер, зајачиња од чоколада и чудни кукички од тули, суво грозје, малтер, мед, прозорци, бел шеќер. Пред дуќанот на стариот слаткар секој ден се собирале деца. Ги лепеле малите носиња на излогот и љубопитно го гледале шеќерниот свет. Кога ќе ги видел децата, старецот ќе се насмевнал. Имал 70 години, а му се чинело дека вчера бил дете и исто така стоел пред слаткарските излози. Една вечер, стариот слаткар почнал да меси некоја нова мајсторија од шеќер и млеко. Отпрвен не можело да се познае што е. Сладкото тесто личало и на лубеница, и на капа, дури и на чизма, но малку по малку и од тоа тесто станало дете, големо колку една педа. Вистинско шеќерно дете било тоа, со темни крупни очи од печен бадем и густа коса од чоколада, а на него кошулче од мед, испрскано со суво грозје и панталончиња од печен шеќер. Се восхитил мајсторот. Ова е нешто најубаво што сум видел досега. Вистинско дете. Уште да проговори, ќе ги викнам соседите да го видат. И, заборавајќи да ја затвори вратата зад себе, истрчал од дуќанот и пошол од куќа до куќа викајќи ги луѓето. Луѓе, пријатели, соседи мили, имам дете, имам дете. Некаде околу полноќ било. Се живо спиело, и брезите, и темјанушките, и свирачите штурчиња. Дури и месецот дремел, подпирајќи ја полната глава на едно златникаво облаче. Мајсторот заборавил дека и луѓето спијат. Тропал по вратите и радосно викал. Ама луѓе, станувајте, имам шеќерно дете. По некое време, низ прозорците дзирнале бушави и зачудени глави. Што е, мил соседе, што станало? Прашал куларот Ване. Да не гори некоја куќа, се исплашил казанџијата Мане. Да не надошла реката, се процевнал грнчарот Стане. Уште нешто почудно, викал слаткарот Марко. Ги ширел рацете и играл под нивните прозорци. Се разбудиле и најголемите спанковци и почнале да го прашуваат што станало. Знам, сигурно ќе биде војна, рекол кројачот Јанко. Или војна ќе биде, или волк ни однел овца, рекол ковачот Панко. Или војна ќе биде, или волк ни однел овца, или лисица влегла во кокошарникот, рекол кожарот Спанко и заракал на ноза. Не, викал слаткарот Марко. Уште почудно. Се заспано се разбудило, се будно се возбудило. Од високата јасика сојката ја дигнала мудрата глава и писнала. Хиск, не може човек од вас спокојно ни да спие. Веднаш се разбудила сивата гугутка. Гугуте, мамате, слаткарот Марко скока и пее. Дури и месецот зирнел низ златникавиот облак. На толку викање, луѓето, некои облечени, некои необлечени, се симнале од своите соби и се собрале околу почитуваниот слаткар. Како најстар, Ване ја помазни долгата брада и рекол. Живеам 99 години, 11 месеци и 29 дена,
ама ова не сум го видел. Луѓе да се скориваат од сон. Па соседе почитуван, зошто не разбуди? Слаткарот Марко ги стиснал рацете на гради и се наведнал пред граѓаните. Луѓе, пријатели, соседи, јас имам дете од шеќера. Детето има очи од печен бадем и коса од чоколадо. Има и кошула од мед, прскана со суво грозје и панталончиња. Рекол коларот Ване. Рекол казанџијата Мане. Рекол кројачот Јанко и ковачот Панко. Само кожарот Спанко не рекол ништо, чесно и трудолюбиво жркајќи зад нив. Вистина е, скокал пред нив слаткарот Марко. Па да видиме, рекле сите, да видиме соседа. И еден по друг, газејки се во темницата, луѓето пошле кон слаткарскиот дуќан. А зад сите чекорел кожарот Спанко и жркал на ноза. Во дуќанот прв легол слаткарот Марко. Кога затреперила белата светлина на свеќата, слаткарот останал со отворена уста. Па, прашале луѓето. Кај е детето од шеќер со очи од печен бадем и коса од чоколада? Стариот и почитуван слаткар се тресел и гледал пред себе во празната маса. Најпосле шепнал. Овде беше, сега го нема. Луѓето биле лути. Лоша шега си одбрал соседа, дувнал во брадата коларот Ване. И тоа на стари години, рекол казанџијата Мане. Останавме без пиење, се протегнал грнчарот Стане. Сите по нешто рекле и еден по друг се вратиле во своите куќи. Слаткарот Марко останал сам. Никој не ги видел неговите солзи и не го чул тивкото шепотење. Како тоа? Овде беше, сега го нема. А низ тивката звездана ноќ се носело жркање. Тоа кожарот Спанко заспал пред слаткарскиот дуќан. Лакомото глувче и првата прошетка на шеќерното дете. Еве што станало. Кога слаткарот Марко истрчал од куќата да ги викне соседите, во едно дупченце на дрвениот под светнале две зелени ѕвездички. Тоа не биле ѕвездички, туку весели очиња на дуќанското глувче. Полека се прикрадувало глувчето во темницата и се качило на масата. Се исправило на задните ноза, крцнало со белите запчиња. Гладно сум, зацвикало. Ми се јаде нешто сладко. Влечејќи го под себе долгото опавче, глувчето дошло до црвените петленца и почнало да мудрува. Петленцава веќе не ми се сладки. Јади, а од едно крилце не можеш да изедеш повеќе за една ноќ. Потоа се свртало кон кукичките созидани од мед, шеќер и суво грозје. И малку се налутило. Што мисли мајсторот? Јас се исто ли ќе вечерам? Кукички. Од првата кукичка одамна ја изгрицка вратата. Од втората го начнев ѕидот. Од третата оџакот му го однесов како подарок на почитуваниот стаор од соседниот винарски дуќан за неговиот 10-ти роден ден. Наеднаш на глувчето му светнале очите. Го видело шеќерното дете и замавнало со опавчето. Оп, рекло весело и се исправило на задните ноза. Еве нешто убаво. Дете од шеќер. Сивото глувче со долго опавче и весели очиња почнало да трча околу детето и да испитува од каде да почне со вечерата. Сепак, детето многу му се допаднало. Затоа се заколнало во мустаќот на соседот стаор дека ќе го начне само малку. Еве овде, од палецов на десната нога, се рекло глувчето и сладко замижало.
Кога се доближило до белиот палец, се тргнало исплашено и се превртало на грб. Палецот малку се помрднал. Потоа ногата на шекерното дете предпазливо се повлекла наназад. Глувчето се скочанило и останало да лежи на грб со сите 4 ноженца кон таванот. Не можело утрото ни да писне, ни со опавче да мрдне, ни со окце да трепне. Му се чинело како да сонува. Шекерното дете оживувало. Ги протрило крупните очи и се протегнало. И, како глувчето да не е тука пред него, вешто скокнало од масата и излегло од дуќанот. Шекерното дете несигурно газело по старата калдрма на главната улица, наречена 301 дупка. Се му било чудно и ново, и се како да ги поздравува неговите први чекори. Од зад зелените огради му мафтале со белите гранчиња убавиците брези. Румените карамфили ги врткале своите росни глави по него. Јаболката, покриени со нежни цутови, шумеле. Од сета таа убавина, шекерното дете многу не забележало. Одело по кривиот сокак, се сопнувало на камињата, паѓало в дупки. Тогаш една звездичка, што или се сожалила на детето, или била љубопитна, се лизнала крај задраманиот месец и се спуштила на детето, како да изгреала зора. Темните стреи на куќите пламнале в злато, дупчестиот сокак станал порамен и повесел. Шекерното дете посигурно зачекорило, ги прерипувало дупките и ги заобиколувало камењата. Градот Негобило не бил голем. 30 кози скокови надолж и 2 скока помалку на шир. А може би и не бил град, туку село. Сеедно, граѓаните биле горди и затоа го викале најголем мал град на светот. И затоа што не бил голем, шекерното дете брзо ги оставило зад својот грб неговите 9 куќи. Кога на исток светнало руменилото на сонцето, месецот почнал да ги собира звездите и да ги брои. Но, и колку пати да ги броел, се една била помалку. Сонцето веќе се лутело зад планината. Еј, брате, тргај ми се од пат, време е да изгреам. А месецот тажно му одговорил на сонцето. Ке појдев дома, само ете, ми нема една звездичка. Сонцето пак се карало. Еве, сега, шепотал месецот и пак почнувал да брои. А изгубената звезда дури тогаш забележала дека ноќта поминала и дека шекерното дете ќе може да продолжи без неа и се вратила. Кога месецот и звездите отишле, изгреало сонцето. Неговата златна светлост паднала преку 9 куќи на Негобило, ги разбудило зелено брановите борови и ги пробило брзите реки до нивното сребрено дно. А шекерното дете одело и одело, не чувствувајќи замор. Шеќерна приказна од Славко Јаневски. Во шумата во која некогаш сите пееле. Од градот Негобило до шумата во која некогаш сите пееле, патот е долг, дури предолг. Ако чекориш пополека, нема да стасаш никогаш. Ако трчаш, ќе се замориш и пак нема да стасаш. Еве како порано почнувал денот во шумата, во која некогаш сите пееле. Штом ќе изгреело сонцето, од една крмушка ќе излезела желка, ќе ја подадела главата од својата жолта кора и ќе запеела. Шуми бреза, цути дрен, уште еден стаса ден. Ако се говори вистина, желката била добра, но не многу умна. Таа и не кажала некоја мудрост, зашто сите знаат дека брезата шуми, дека дренот цути и дека денот изгрева
по секоја ноќ. Но никој не се смеел. Само што веднаш ќе запеел и ежот, што исто така ништо ново не ќе кажал. Сонце грее, сјае зрак, нов ден кај нас дојде пак. И тогаш качунките, јагликите, булките, врти попот, сите ќе се занишале и ќе запееле. Сонце грее, цути дрен, добар ден, добар ден. И сите во оваа шума со песна говореле. Само старата букова пенушка крај потокот се мачела да запее. И секогаш истото ќе го кажала. Сонце, ден, бреза, глок. Не знаела да пее и ќе молкнела. Штом потокот ќе го чуел тоа, сонце, ден, бреза, глок, чудно ќе ја завршил песната на пенушката. Клоко, клок, клоко, клок. Штом ќе молкнел потокот, буковата пенушка ќе се фалела. Ете, така се пее, не чувте ли, а? Но никој не ја слушал. Сите ќе се смирале, во тоа време Славејот ја почнувал својата песна. Еден ден Славејот почнал да пее. Чирулак, чирулак, нема кај нас таков глас, никој друг, освен јас. Никој друг, шумеле јасиките и брезите, никој друг клокотело пенливото поточе, никој друг трепереле цветовите. Само јас, викала победнички буковата пенушка. Славејот, учителот по пеење, не ги слушал и продолжувал. Чирулук, чирулук, шумо моја, свете мој, ќе го слушаш утре пак мојот пој. Твојот пој, сакале сите да повторат, но некој плашливо викале оддалеку. Идат мечката, волкот и лисицата, како гром да удрило во шумата. Цвеќето се наведнало, животните се скриле, птиците одлетале. А Славејот ништо не слушал и не гледал, пеел ли пеел. Гррр, мечката прва влегла во шумата. Почнала да кине јагоди, да ги гази синоличките и да мрмори, кога еве го и волкот. Гррр, ги покажал забите и почнал да го бара зајакот. А итрата лисица предпазливо се доближила до грмушката на која пеел Славејот и го фатила. О, мало Славејче, жолтопавче, сладко залаче, рекла таа. Чекај, рекол волкот, не го јади, ќе го однесеме во нашата пештера и ќе го затвориме во кафес. Инаку е кај нас невесело, нека ни пее. Така е, рекла мечката. Јас како крал на арамиите строго забранувам да си изеде Славејот. Нека биде во нашата пештера и нека пее. Лисицата, колку и да не сакала, морала да го послуша. Оттогаш во шумата никој не запеал, па дури ни буковата пенушка не се пофалила веќе дека знае да пее. И еден ден во оваа шума стасало шеќерното дете. Прва го видела од брезата брбрливата сојка и запискала. Иде некој, ни волк, ни лисица, ни мечка не е. Да не е дива свиња или рис? Не, пиштела сојката. Бело е, оди на две нозе, има нешто црно на главата. А желката, која била стара 301 година и уште неколку дена повеќе, мислела дека е најумна и просто објаснила. Ако е бело, тогаш е снег. Еленчето и рекло. Ама слушаш ли, оди на две нозе. Ако оди на две нозе, тогаш е штрк, божем се сетила желката. Пак еленчето и рекло. Ама има нешто црно на главата. Желката не се збунила и по трет пат рекла. Како веднаш не се сетив, што им има црна глава, тогаш е оџачар.
Сите што го слушале умното објаснување на Желката се исплашиле. Темјанушките, мајчината Душица, Здравецот и другите цвеќиња се завиткале во своите лисија, треперејки и чекајки снег. Жабата рипнала од жолтиот воден цвет во потокот и се скрила под еден камен, плашејќи се од штрк. Сојката, дроздалецот, кукалчето и другите птици се згрчиле во густите стеблаци, верувајќи дека навистина нешто страшно ќе дојде. Шекерното дете не знаело каква тревога предизвикувало и весело чекорало. Кога стасало до трите печурки под буковата пенушка, застанало и весело поздравило. Добар ден, драги пријатели! Печурките ги симнале капите и се наведнале. Сите три во еден глас. За нас нема добар ден. Детето се зачудило и прашало зошто за нив нема добар ден. А тие му рекле се за пакоста на планинските арамии и за украдениот слави. Вистина е, се е така, рекол ежот кој се извлекол од својата дупка. Се охрабрили и другите. Еленчето, зајачето, Желката и Гулавот и му пристапиле на детето. Живееме со страв, рекле. Мечката, волкот и лисицата можат пак да ни дојдат. И сите почнале да го молат шекерното дете да им помогне и да го ослободи пленетиот Славеј. Би ви помогнало, само како, се замислило детето. Како, повториле сите. Никој не знаел како. Најпосле Желката предложила. Да ги прашаме бубалките, може би тие ќе знаат. Да ги прашаме, се зарадувале сите. Пак Желката почнала да мудрува. Еве, ако сака момчево да ме јавне, јас ќе го однесам до земјата на бубалките за еден миг. А може и мене да ме јавне, рекол зајакот. Патот го знам јас. Детето го јавнало зајакот и ветило. Ако знаат бубалките како да го ослободам славејот, јас ќе го ослободам. Зајакот потрчал како ветер, а Желката рекла. Па не е лошо ни зајакот да го носи, и тој е брз. Во земјата на бубалките, кај рибите и другите речни жители. Брзиот зајак, како да не ја допирал земјата со своите нозе. Шекерното дете се држало за него и слушало како му пишти ветрот околу уши. Трчал брзо ногиот зајак низ цветни ливади, низ темни шуми, низ опасни мочуришта, рипал од карпа на карпа преку брзи реки и долови и длабоки реки. По нив зачудено гледале тревките, јадрите вртипопи со бели венци околу жолтите глави, звездестите синчеци и румени булки наведнати над земјата. Напладне, зајакот застанал под една висока елка и му рекол на шекерниот јавач. Земјата на бубалките е за да онаа смрека. Ти сега појди сам, а јас ќе се вратам да не ме затече ноќта далеко од дома. И не заборавај што ни вети. Шекерното дете пошло само. И вистина, зад грмушката била земјата на бубалките. Широка ливада со подземни кули на мравките, медени дворови на пчелите, цветни палати за златно-зелените бумбари. Весела земја била земјата на бубалките и имала свој свирачи. Комарци со гајда, штурче со виолина, бумбар со сурла. Кога застанало детето пред подземните кули, медените дворови и цветните палати, никој не се исплашил од него. Само едно мајско бубалче прашало. Мајко, каква е онаа смешна џин бубалка? Се собрале бубалките околу шекерното дете, а тоа почнало да им кажува за шумата во која никогаш сите пееле, за планинските арамии, за украдениот Славеј
и прашало знае ли некоја бубалка како да се совладаат мечките, волкот и лисицата. Јас знам да свирам на виолина, рекло штурчето. Друго не знам. Може би знае пчелата. Пчелата зашумела со белите крилца. Јас знам да правам мед. Друго не знам. Може би знае мравката. Мравката го оставила пченичното зрно што го носела во својот подземен двор и воздивнала. Јас знам да приготвувам зимовишта. Друго не знам. Може би знае свилената бубалка. Свилената бубалка излегла од својата чаура. Јас знам да ткаам свила. Друго не знам. Може би знае пајакот. Пајакот се занишал на својата мрежа. Јас знам да плетам свилени мрежи. Друго не знам. Може би знае бумбарот. Бумбарот исто така не знаел како да го ослободат славеот. Не знаеле ни пеперутката, ни осата. Шекерното дете тажно ја наведнало главата. Од неговото око капнало солза. Тогаш доскокал до него скакулецот и рекол: Ако ние не знаеме, ќе знаат рибите. Рибите ќе знаат, рекле сите. Уште на детето не му се исушиле влажните очи, а веќе бубалките ја спремиле својата цветна кола во која биле впрегнати 300 бумбари. Седнало детето во цветната кола и пред вечер стасало до реката, во која живееле рибите. И таму никој не знаел како шекерното дете ќе го ослободи славеот од планинските арамии. Јас не знам, одмавнала со опавчето плашливата кркушка. И јас не знам, мрднал со мустакјот големоглавиот сом. Ни јас, закрикала жабата, а ни јас, рекол водениот кројач ракот. Па тогаш, кој ќе знае, се растажило детето. А крапот ја покажал главата од вода и рекол: Може ќе знае некој во земјата Лагарија. Ако ни таму не знаат, тивко прашало шекерното дете. Никој не му одговорил. Ноќта полека слегла од планината. Земјата е тркалесна. Од каде да се појде, пак таму ќе се стаса. Утредента, кога изгреало сонцето, крапот го разбудил шекерното дете, заспано на песочниот брег, и го поканил да појде со него во земјата Лагарија. Детето го јавнало крапот и тој како стрела полетел преку модрата вода на реката. За неговата опашка останувала долга пенлива трага. Штом ќе поминал денот, ќе паднала ноќ, а штом ноќта ќе отишла, ќе изгрел денот. А крапот пливал по реката, носејќи го на својот грб шекерното дете. По 7, 8, 9 дена стасале до границата на земјата Лагарија. Во оваа земја се било чудно. Планини од сладолед, реки од лимонада, куќи од мед, дрвја од чоколада. Место снег, овде паѓал шеќер, а место дожд, млечни капки. Во медените куќи живееле џуџиња, високи 1 педа, со бради долги 2 педи. Кога стасало шекерното дете, од куќите излегле 7 џуџиња и го обиколиле. Детето ги поздравило и ги прашало: Знаете ли како да го спасам славеот од пештерата на планинските арамии, мечката, волкот и лисицата? Џуџињата се замислиле. Ги подмазниле брадите, се преместиле од нога на нога, погледнале лево, погледнале десно и рекле 7 пати едно по друго: Не знаеме. И веднаш потоа се сетиле: Ние не знаеме, ама секако ќе знаат играчките. Шекерното дете со надеж прашало: А каде живеат играчките? Ќе ти покажеме. Тие не се далеку. Ако се качиш на планинана и се подкренеш на прсти, ќе ја видиш или нема да ја видиш нивната куќа.
Се качило детето на шеќерната планина и ја видело црвената куќа на играчките. Дошло и тропнало на вратата. Кој е? Прашале однатре. Јас, патник намерник. Дојдов да ве прашам нешто. Му отвориле и го пуштиле внатре, а тоа веднаш знаат ли како може да се ослободи славеот од планинските арамии? Не знаеме. Куќата била полна со играчки. Памучна верверичка, волнено зајче, дрвено конјче, златна птица, жолто барабанче, сребрена туба, сина топка, црвено балонче. Шеќерното дете се растажило. Барабанчето тропнало и рекло. Ако ние не знаеме, знаат снегулките, прашај ги нив. Така е, рипнало дрвеното конче. Јас ќе го однесам до ледената шума на снегулките. Но ни веселите бели снегулки не знаеле. Тогаш дошол ветрот и дувнал ни својата прозирна брада. Знаеш што, шеќерно момче? Тоа што сакаш ти да го знаеш, може да ти го кажат само луѓето. Појди по ова патче, ќе стасаш до еден град со 9 куќи. Прашај таму, тие ќе знаат како да го ослободиш славеот од планинските арамии. И така, одејќи околу земјата, шеќерното дете се вратило во Негобило, најголемиот мал град на светот. Кога влегло во градот, му притрчале 3 дечиња. Едно русо со црвено носе и уште поцрвени ушиња рекло. Какво е ова дете? Помало е и од маче. Другото удрило со белите дланки. Ова не е дете, ова е играчка. А третото се наведнало голизнало и веднаш почнало да скока од радост. Ај, ова дете е сладко. И сите 3 дечиња почнале да го лижат. Шеќерното дете се исплашило и потрчало по кривата калдрама. Децата скокале по него и го лижале. За среќа, од негде излегол коларот Ване. Застанал пред децата и ја помазнил брадата. Види, коцкаво детенце, ќе си го земам, инаку сум сам. Трите деца почнале да викаат. Не го даваме, ние го најдовме. Коларот ги прашал. Зошто ви ова дете? Па го лижаме, сладко е, одговориле децата. Стариот колар извадил од джеп неколку паричиња и им ги дал на децата и ги смирил. Еве, купете си шеќерчиња, а детето јас ќе го земам. Кога отишле децата, коларот се свртал кон шеќерното дете. Сакаш ли да те земам кај мене? И не чекајќи одговор, се насмеал, иако насмевката не можела да му се види од густата брада. Сакаш, ајде, дај го рачето, ќе те носам дома. Шеќерно приказно од Славко Јаневски. Првата караница во градот Негобило и судијата кој никогаш не судел. Кога трите дечиња ги зеле парите на стариот колар Ване, веднаш побрзале во сладкарскиот дуќан и му рекле на сладкарот Марко. Чичко, дај ни петленце од шеќер, врапче од мед и зајаче од чоколада. О, се зачудил сладкарот Марко. Денес татко ви бил дарежлив. Децата рекле дека парите не им ги дал татко им, туку коларот Ване. И се поред раскажале како го лижеле детето, како тоа бегало од нив и како со себе го зел стариот колар. Сладкарот Марко стоел со отворена уста. Најпосле одва и шепнал. Детето е од шеќер? Од шеќер, одговориле децата. И има очи од бадем? Од бадем, децата ги занишале главите. И коса од чоколадо? Од чоколада, потврдиле децата и рекле дека панталончињата му се од жолт шеќер, а кошулата му е прошарана со суво грозје. Па тоа е моето дете, моето шеќерно дете. Само што не запеал стариот сладкар. Заборавил дури да ги послужи децата.
истрчал од дуќанот и право кај коларот Ване. Соседе Ване, кај тебе едно дете? Прашал задувано. Не вадејќи го лулето од уста, коларот Ване рекол спокојно. Кај мене едно дете? Најпосле го најдов. Почнал да скока сладкарот, да се превртува преку глава, да стои на раце и да клинка на една нога. Коларот Ване стрпеливо го гледал. Најпосле навистина го најдов шеќерното дете, повторил и се смирил сладкарот. Јас го најдов, соседе Марко, а не ти. Стариот колар го извадил лулето од уста. Сладкарот признал дека е тоа вистина и рекол: а сега дај ми го да си го однесам дома. Брадестиот колар па го ставил лулето во уста. Не го давам, јас го најдов. Дај, не давам и тие се скарале. Тоа било првата караница во градот Негобило. Караницата дошла и пред суд. Судијата на градот тој ден го празнувал 101-виот роден ден и уште ниеднаш не дочекал да суди, да покаже што знае како судија. И немајки работа за толку години, тој научил неколку занаети. Затоа, преку ѕидот на неговата куќа било напишано со разнобојни букви, малку нерамно и накриво, ама читливо. Судија, часовничар, крошнар и бербер, лечи од забни болки и настинка. И сега наеднаш се скарале двајца први соседи, сладкарот Марко и коларот Ване. Се скарале околу шеќерното дете и нивната караница дошла пред овој умен и почитуван судија. Кога скараните соседи застанале пред судијата, тој прашал: зошто се судите, пријатели мои? Сладкарот Марко одговорил: го обвинувам овој човек овде дека ми го зел детето. Коларот Ване ги собрал вегите. Овој човек овде може да ме обвинува, но детето јас го најдов и сега е мое. Така е, рекол судијата. Детето е твое. Зошто ти си го нашол, не сладкарот Марко. Ама тоа дете е од шеќер. Овој човек е колар, дрводелец. Според тоа, детето треба да е од дрво, па да биде негово. Се бунел сладкарот Марко. Судијата и со него се согласил. Така е. Тоа дете е твое, зошто е од шеќер. Ама тоа дете не е кај него, туку кај мене. И коларот удрил со тупаницата по масата на судијата. Штом е детето кај тебе, тогаш нека биде твое, рекол судијата. Сега по масата на судијата удира и сладкарот. Како може да биде негово? Јас тоа дете го направив од шеќер, со коса од чоколадо и очи од печен бадем. Точно е, шеќерното дете е твое. Граѓаните на градот Негобило веднаш виделе дека судијата не знае да суди, зашто не судел никогаш. А не судел, зашто во тој град никогаш не се судело. Тогаш грнчарот стане и рекол: тешко е, честит судија, да се суди кој да го земе детето. Тешко е, рекол судијата. Затоа да го повикаме шеќерното дете и да го прашаме кај кого сака да живее. Како ќе рече, така и ќе направиме. Така ќе направиме, рекол судијата. Го прекинале судењето и го пратиле градскиот пандур да го повика детето. Сиот град чекал да види кого ќе одбере шеќерното дете за татко. Само кожарот Спанко спиел и сонувал се исто, бели душеци и неки перници. Пандурот се вратил и возбудено викнал: шеќерното дете го нема, шеќерното дете го нема. Во џебот на итриот Арамија црна шубара. Додека сладкарот и коларот се суделе, шеќерното дете седело дома и не знаело за караницата меѓу соседите. Тоа само мислело како ќе го исполни своето ветување, што им го дало на жителите од шумата, во која никогаш сите пееле, и како ќе го ослободат славиот.
Сакало да излезе од куќата, ама секогаш штом ќе отворило вратата, ќе ги видело трите деца што го лижеле и пак ќе се вратило назад. Децата, како за инаед играле пред куќата на коларот. Чук, 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 тропнал некој на вратата. Шекерното дете се стиснало во едно ќоше, мислејќи дека се тоа немирните деца. Вратата полека се отворила и низ неа се провлекол чуден човек, со голема и црна шубара на главата, во црно палто и со црни чизми на нозата. Има ли некој во оваа куќа? Праша тој, вртејќи се околу себе. Кога го забележал шекерното дете, се насмевнал и ги протрил рацете. Добар ден, можам ли малку да се одморам овде? Кога видело дека не влегле децата што го лижале, шекерното дете се охрабрило и излегло пред непознатиот човек. Кој си ти, чичко? Јас сум црна шубара, човек што 9 пати минал околу светот. Шекерното дете веднаш му се пофалило. И јас еднаш го минав светот. Бев во шумата во која некогаш сите пееле, во земјата на бубалките, во реката на рибите, кај џуџињата и играчките, и никој не можеше да ми каже како да ги победам мечката, волкот и лисицата и да го ослободам славеот. Дури не знае ни стриковање. Црна шубара се насмеал. Па тоа е лесно. Треба да ископаш голема и длабока јама, да ја покриеш со суви гранки и земји и да ги домамиш ѕверовите до неа. Тие ќе стапнат на гранките ќе се скршат и ѕверовите бум сите во дупка. Како тоа не се сетив, удрило со шекерните дланки. Веднаш тоа ќе го сторам, но се сетило на децата што го лижеле и се растажило. Само како ќе излезам, децата трчаат по мене и ме лижат. Црна шубара пак се насмеал. Очите му се стиснале под густите веги, белите заби му светнале. Па тоа е лесно. Ќе те ставам в джеп и ќе те изнесам од град. И уште шекерното дете не зинало да каже нешто, а црна шубара го пикнал в джеп и излегол од куќата. Кога излегле од неговило, шекерното дете рекло: Ти благодарам, стрико црна шубара, а сега пушти ме да одам во шумата во која некогаш сите пееле, да ископам јама. Црна шубара веќе не бил љубезен и не се смеел. Неговото лице станало грубо, веките му се натуштиле. Брзо чекорел и не говорил ништо. Еј, викнало шекерното дете од темниот длабок джеп. Сакам да излезам. Мојот пат е на другата страна. Црна шубара застанал и викнал. Молчи, ти си сега мој роб. Мислиш ли дека ќе те носам во джеп за да те оставам? Ако писнеш, ушите ќе ти ги истргам. Шекерното дете се исплашило и се згрчило во джебот. Ете, јас сакав да го ослободам славеот, а сега и мене ме заробија, си рекло и тивко заплакало. И така, сето во солзи, заспало во длабокиот джеп на црна шубара. Во крепоста на волшебникот Тарара, кој е една минута добар, а една минута лош. Веќе била ноќ, кога шекерното дете го чуло грубиот глас на арамијата црна шубара. Еј, станувај, доста е спиење. Кога излегло од длабокиот джеп, детето отпрви не можело да гледа во темнината, но полека очите му свикнале. Биле во некој камењар. Недалеку од нив стоела нема црна крепост, бледо осветлена од месечината. Црна шубара го стиснал шекерното дете за рака и почнал тивко да говори. Слушај ме сега. Онаа крепост е домот на волшебникот Тарара. Кај вратата има една мала пукнатина во ѕидот. Ти ќе се провлечеш внатре, ќе поминеш низ една црвена, низ една зелена и низ една сина соба. Во сината соба ќе видиш 1000 златни ламби, а меѓу нив една стара црна ламба. Таа ламба ќе ја земеш и ќе ми ја донесеш. Само
бесшумно ќе одиш, да не те чуе волшебникот Тарара, зашто тој е најчуден волшебник на светот. Една минута е добар, а една минута лош. Јас тоа не можам, рекло шекерното дете. Што не можеш? Ги покажал забите Црна Шубара. Не можам да крадам. Црна Шубара се лутел, крцкал со заби, заплашувал. Шекерното дете не сакало да ја донесе ламбата. Најпосле Арамијата се сетил како да го излаже детето. Дури во неговите очи светнале солзи. Слушај ме добро, мило детенце. Јас сум сиромав човек. Имам куќа и деца. Немам ламба. Ноќе седиме в темница. Волшебникот Тарара има 1000 ламби, нови и златни. Нему треба старата ламба, а моите дечиња ќе видат ноќе светлина. Црна Шубара толку плачал, што шекерното дете заплакало и се согласило да оди во Црната крепост и да ја донесе старата ламба. И се сторило секако што рекол Црна Шубара. Влегло низ пукнатината на ѕидот, ја минало црвената и зелената сова и дошло до сината сова. На вратата застанало, зачудено од многуте убави златни ламби. И одвај ја забележало старата ламба, за која му говореше Црна Шубара. Кога ги подало рацете по старата ламба, некој викнал зад него. Исплашено се завртало, пред него стоел волшебникот Тарара со долга брада, 3 пати опашан околу него. Кој си ти, дете, и што бараш? Прашал волшебникот. Сакам да ја земам старава ламба, одговорило детето. А знаеш ли ти дека мојата волшебна сила е во таа ламба? Не знам. Црна Шубара ништо не ми кажа. Кога волшебникот Тарара го чул името Црна Шубара, ги крстосал рацете и рекол: Шахта, бахта, дур, дум, дук, Црна Шубара нека биде овде. И на најголемото чудо на шекерното дете, пред волшебникот се створил Црна Шубара. Тогаш Тарара станал лош и рекол: Биди Арамио, камен не, ќумур не, мраз. Црна Шубара се здрвил. На мустаките му виснале мразулци, лицето му се смрзнало. Потем Тарара беснел, го правел Арамијата и суво дрво, искршена тула и верверичкин опаш. Но лошата минута брзо поминала и Тарара станал пак добар. Шахта, бахта, дур, дум, дук, рекол волшебникот. О, Црна Шубаро, биди пак она што си бил, човек. И од опашот на верверицата излегол Црна Шубара. Волшебникот го облекол во злато и му ставил најубави јадења. И кога Црна Шубара го допрел првиот залак до устата, минала една минута и Тарара одново станал лош. Тој му рекол нешто и Црна Шубара за малку не се задавил, зашто Тарара сладкиот залак му го претворил во жаба. Минутите брзо минувале. Црна Шубара бил облечен ту најубаво, ту станувал некоја смешна птица или непозната риба. Наеднаш Тарара го претворил во голем слон. Шекерното дете се исплашило и пошло на заечки. Така одејки стасало до ѕидот и удрило во старата ламба. Таа се откачила од клинецот, паднала на пот и се распарчила. И наеднаш се изменило. Место да се во голема крепост, тие стоеле во сламена колиба. Слонот станал Црна Шубара, а волшебникот Тарара не бил веќе облечен во црвена свила и свилени гајтани, туку во стара кошула и уште постари панталони. Готово е, рекол тој. Волшебната ламба се скрши. Мојата волшебна сила се изгуби. Дојдов овде од градот, не најдам, а сега ќе одам во градот неврат. И бедниот Тарара пошол кон далечните сини планини. Црна Шубара го испратил со поглед и ги набрал бегите.
така е, а ја сиот свој живот сонував да ја украдам волшебната ламба. Сега не ми останува друго, туку јас да појдам некаде. Пошол и тој. Шекерното дете останало само и како што било слободно, пошло по трета врвица да ја бара шумата во која никогаш сите пееле за да го ослободи Славеот. Шеќерна приказна од Славко Јанески. Мечката, волкот и лисицата паѓаат в јама. Минале многу денови. На гранките созреале јаболката. Златоопашестите верверици почнале да готват зимовишта. На високата топола веќе пожолтеле 9 лисија. Штрковите збунето погледнувале кон далечните планински маби. Но сонцето уште греело и љубопитно очекувајќи да го види ослободувањето на Славеот. Еден таков ден, шекерното дете стасало повтор пат во шумата во која некогаш сите пееле. Го виделе трите тешкокапи печурки и им дошло да рипнат од радост. Но нивните корења биле в земја и затоа не рипнале, само се занишале. Здраво, 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 го поздравиле печурките шекерното дете. Ние знаевме дека пак ќе ни дојдеш. Веднаш околу шекерното дете се собрале сите жители на шумата. Па? Прашало еленчето. Вистина, па? Прашала желката. Па, прашале зајакот, верверицата, ежот, полжавот. Детето се насмеало и рекло. Па тоа. Знам како ќе ги победиме планинските зверови и како ќе го ослободиме Славеот. Како? Прашале сите. Детето почнало се поред да им раскажува. На крај им кажало за црна шубара и за тоа како тој ќе ги фатил зверовите. А сега, драги пријатели, да почнеме со копање, завршило шекерното дете. 77 фамилии мравки, нешто помалку кртови, нешто повеќе други жители од шумата, во која некогаш сите пееле, почнале да копаат. Копале и дење и ноќе. По 3 дни ископале голема и длабока јама и ја покриле со гранчиња и земја. Потем испратиле кај зверовите в планина една сојка да им каже дека шумата во која некогаш сите пееле им објавува војна. Страшните арамии, мечката, волкот и лисицата живееле во некоја влажна и темна пештера. Еден ден, туку што се разбудиле, слушнале некој шум и излегле од пештерата. Надвор, на високата сива круша, стоела сојката и важна мафтала со своите крила. Како ветер тебе те доведе овде, зачудено замрмурила лисицата, оближувајќи се и меркајќи ја со итрите очи сојката. Долетав да ви кажам нешто, рекла сојката, предпазливо стоејќи на невисоката гранка, и почнала да реди. Ние, жителите од шумата, во која некогаш сите пееле, едногласно се сложуваме дека сте вие арамии, мрзеливци и плашливци. Освен тоа, зајакот вели дека може да ве измете со своето опавче. Кој, им светнале забите над зверовите. Зајакот, закрескала сојката. Хо, се насмеала мечката. Ха, се насмеал волкот. Хе, се насмеала лисицата. А сојката, како што ја научило шекерното дете, се повеќе ги навредувала и ги лутела. Смејте се, ама ако ни дојдете, ние ќе ви покажеме. Мечката замраморала. Па да им слеземе, инаку ми се јаде сладок плод. А, не ќе е лошо да се најде и брборливиот зајак, рекол волкот. Лисицата им се придружила. Штом за вас ќе има јадење, ќе се најде нешто и за мене. Арами, се огласил уште еднаш сојката. Мечката, волкот и лисицата веќе се спуштиле по големите стрмни карпи. Кога дошле до шумата, во која некогаш сите пееле, се зачудиле
На 21 чекор од нив стоел зајакот и јуначки мрдал со големите уши. Дури се удирал гради. Ве чекам да ви го почешам грбот. Нам ли да ни го почешеш грбот, зарикале зверовите. Вам, Арами, рекол зајакот. На мечката ќе ги истегнам ушите, на волкот и на лисицата ќе им ги скубам опашките. Оваа навреда ги налутила зверовите и тие потрчале кон зајакот. Наеднаш, уште пред да стасаат до својот долгоушест пријател, дошла до јамата покриена со гранки и земја. Танките гранки крцнале, се скршиле, планинските зверови в јама паднале. Што е ова со нас? Прашала мечката. Паднавме в јама, одговорил волкот. А веќе не ќе излеземе, се сетила лисицата. А недалеку од јамата, животинките се фатиле воро. Во својата голема радост, тие ќе играле 3 дни и 1 ноќ повеќе, но шекерното дете не ги оставило. Да одиме по славеот, рекло тоа. Славеот го нашле во пештерата. Сите пеат, пее дури и буковата пенушка. Кога минала ноќта, зверовите разбрале дека никогаш не ќе излезат од јамата. Тогаш волкот се подгрбавил. За се е виновна лисицата, таа го фати славеот, а заради тоа славејче тие не фатија в јама. И неочекувано се фрлил на лисицата и ја растргнал. Дури се црвени влакна од неа летале. Сега мечката се подгрбавила. Вистина, лисицата го фати славеот, ама ти го донесе в пештера и го затвори во кафес. И уште волкот не ја дојал лисицата, мечката се фрлила на него и го растргнала. Бидејќи не била свикната да јаде месо, се задавила со волчјата нога и пред да ги дигне сите 4 нозе кон синото небо, го чува ослободениот Славеј како пее. Слободен е, пее, а во пештерата ниеднаш не го отвори клунчето, рекла мечката и се укочила. Славејчето ја почнало својата песна. Чурулик, чурулак, денес еве пеам пак. Брезите и јасиките зашумеле. Есен, светка заден зрак, славеот ни пее пак. Трите печурки замавтале радосно со капите. Есен, дува ветрец млак, славеот ни пее пак. И сите весело запеале. Чурулик, чурулак, есен е и сјае зрак. Вее ветрец тих и млак, славеот ни пее пак. Наеднаш, неочекувано за сите запеала и буковата пенушка. Чурулак, ветрец вее, сончев зрак, уште грее, кај нас пак Славеј пее. А Славејот продолжил. Чирулак, чирулак, шумо моја, свете драг, јас на твојот цветен прак пеам пак. Тоа било незапомната веселба што траела 3 дни и 3 ноќи. Четвртиот ден, шекерното дете почнало да се простува од своите шумски пријатели. А сега, јас ќе се вратам во градот Негобило. Остани со нас, го молеле сите. Шекерното дете им заблагодарило на гостолюбивоста. О, па јас не сум сам, ме чека коларот Ване, а секако на мене мисли и слаткарот Марко. Од едниот ќе научам дрводелски занает, од другиот слаткарски. До година, на пролет, ќе ви дојдам на гости и ќе ви донесам полна кола подароци. И шекерното дете пошло по познатото патче кон најголемиот мал град на светот Негобило и запеало. Сонце грее, сјае зрак, на пролет ќе дојдам пак.